Добар ден. Меѓу стравот и недовербата во вакцинацијата од една страна и гаранциите и уверувањето што ги даваат лекарите од друга страна, стои дилемата која што деновиве им задава многу главоболки на родителите. Дали е подобро да ги вакцинираат своите деца или не? Разни сценарија се во игра. Од тоа дека родителите стануваат параноични, до тоа дека под влијание на пристапот на информации стануваат здраворазумни и велат не на задолжителната вакцинација. Контраверзата отиде дотаму што некои од нив се организира и одлучија да ја тужат државата под обвинение дека ги труе нивните деца. На оваа дилема разговараме и денеска во Зебра. Ова е тема што е особено актуелна на интернет порталите и форумите, токму затоа и оваа прилика ја користиме да ве поканиме сите вас, значи да го кажете вашиот став, да искоментирате на оваа тема на Твитер или на нашиот Facebook профил користејќи го хаштагот #ZebraMK. Нашите денешни гости се доктора Спасија Софијанова, директорка на детската клиника во Скопје. Добре дојдовте. И Сашо Тасевски, актер, писател и колумнист и прилично жесток на по оваа тема. Сашо, токму затоа и почнувам со вас. На што се должи најмногу отпорот на родителите и вие како родител имавте една прилично жестока колумна, затоа и кажав жестоко дека реагиравте на темата на задолжителното вакцинирање. Што е она што најмногу ги плаши родителите? Колумната беше жестока само заради тоа што прашањата ги отвори, инаку беше многу напишана со студена глава. Многу добро, така да кажам, релативно добро анализирана. Се користев релативно доверливи извори за некои работи. И така да, она што предизвика лавина на коментари беше самата содржина на тоа. Интересно беше што беше споделена веднаш и на некои странски портали од бившата Југославија, беше преведена на нивните јазици, ајке ќе го кажам тоа по-нашки, српско-хрватскиот. Таа ја сподели преку некоја моја пријателка на Facebook, некоја докторка од Нови Сад, која што е членка на тоа некоја здружение, асоциација која што се бори против вакцинација нели во Србија, затоа што они тамо тој проблем е многу често се наоѓа во медиумите. И после стигна, мислам, таа моја колумна дури преведена на словенечки јазик. Излезе дека во Македонија на нашите портали, на тој кој што пишува во тоа време, ја прочита околу 90.000 луѓе, што не е нели мала бројка. Поентата на целата колумна, за да го отворам така муаветот, беше дека често пати, поготово во ова време, нели така да кажам, на див капитализам, фармацевските компании се наоѓаат во спрега со политичките елити во државите, ги користат своите моćни пријатели пак од моćните земји, за да ги наметнуваат своите производи на пазарите, на помалите пазари и на нешто поголемите пазари, па дури во овие најмоćни држави што се. Така што таа спрега помеѓу фармацевските компании, политиката, оние нивни представници кои што се во моćните земји, оние во помалите земји кои што мораат едноставно некои работи да прифатат и да слушаат заради X други придобивки и бенефиции што ги имаат, едноставно прави тоа да се злоупотреби довербата што има обичниот човек кон лекарската фила, кон докторите, кон државата, дека нели државата треба да се грижи за своите граѓани, дека докторите во принцип се нели тоа е најхуманата професија и дека во принцип извршуваат хумана дејност и дека не им паднало на крајна памет да направат нешто кое што би го нарушило здравието на една цела заедница. Одма ќе кажам дека апсолутно имам доверба во лекарската фела. Учев средна школа биотехнологија, така да 90% од мојата генерација се запиша на медицина, фармација, стоматологија, да не редам биохемија и така натаму. Меѓутоа, тоа токму го користат фармацевските компании, ги бараат оние багови во лекарската фела кои што ги купуваат, поготово у земјите кои што се сиромашни, мали, многу лесно може да ги купи, едноставно да застапува некои негови тези или да изработува студии, евентуално тоа се случи во моćните земји, кои што студии даваат амин на одредени препарати или одредена храна или не знам, средства нели за медикаменти, вакцини и така натаму, кои што им даваат со тие студии фактички амин,
дека може да се употребуваат на пазарот и дека не се штетни по здравјето. Така би го отворил. Генерално за, значи во вашата колумна за сите вакцини, ние сега пак ќе се задржиме за вакцинирањето на децата до 14 годишна возраст. Доктор Софијанова, која е опасноста по детето доколку не ги прими вакцините во предвидениот рок во текот на неговото детство и која е опасноста понатаму за еден возрастен човек, нели, во неговиот живот и да се среќава во различни ситуации, ако не е заштитен или ако нема примено таков тип на имунизација? Прво сакам да поздравам целата јавност и да ја пофалам оваа иницијатива и вака да не седнете заеднички да разговараме и ми е драго како го започнавте разговорот. Јас подолг временски период не бев во државата, значи бев едно месец дена во Соединетите Американски држави, посетив неколку градови, меѓу кои еден од нив е Атланта и каде што имав прилика да влезам и во CDC, односно тоа е Центарот за контрола на болести и токму и каде што и се контролираат и вакцините, каде што се контролираат лековите, а имав прилика да бидам и гостин практично на колегата педијатар, бидејќи јас сум сепак педијатар во основа, кој беше наш гостин тука и да учествувам на еден од форумите во кој се разговараше за неонаталната вакцинација, значи за раната вакцинација, во која што ние сме облигаторни да ја спроведеме како таква, а потоа бев 2 месеци во Јапонија. Две, еве, како што велите, влијателни држави во кои што, нели, сепак правото на тие фармацеутски компании од една страна, меѓутоа морам да ви кажам дека правото на педијатриското здружение и на лекарската фела сепак не може да се купи со пари. Свесни сме дека фармацеутските компании може да дадат многу и сигурно дека прават обиди на различни начини во ова за вакцините. Прават различни начини на со други препарати така натака за кои знаете дека има начини за тоа да се справи. Јас сум еден од противниците на тоа да се наметнат над нас. Сепак се лекарите тие. На дете не можете да правите експеримент, а тоа што јас во основа посебно во Јапонија го научив и сум должна да го споделам со оваа јавност, тоа е безбедноста на идните генерации. Имено безбедноста на едно дете, како треба да расте, во каква средина треба да расте, а вклопувајќи го тоа во тој дел и со вакцините. Имено, оној календар за вакцинирање кој што е светски календар за вакцинирање, се уште кај нас го нема достигнато тоа ниво. Ние се уште имаме помал број на вакцини кои ги даваме и околу тоа можеме да разговараме. Тоа е исто така дел од една комерција која што може би и зголемениот број на давање на тие вакцините и во дел спаѓа од тоа. 17 до 20 дори. No. Кај нас е тоа сведено на оној обавезен минимум кој сметам веќе долг временски период, веќе овој век, практично минатиот век, односно 200 години наназад, е веќе тоа контролирано строго од страна и на лекарската фела и сите ние кои се занимаваме со здравето на децата и морам да кажам дека со контролата на тие болести заради кои се даваат вакцините, практично сме ерадицирале голема група на страшни болести, меѓу кои е пертусисот и меѓу кои е туберкулозата. И во оваа прилика ќе кажам, и мислам дека и ви спомнав, за кој моето зачудување огромно, во Јапонија додека бе во Токио, 90% од народот оди со маски. И се зачудив, прашувајќи ги моите колеги зошто тоа го прават, кај нив е вратена туберкулозата. Значи, тие луѓе се соочуваат, може би една од најразвините технолошки земји во светот, има туберкулоза во болниците. Зошто? Затоа што практично во еден временски период сметале дека нема потреба да се вакцинираат децата и буквално еден импортер од надвор, сепак ние не сме имуни на тоа да прошетаме, нели, горе-долу и не знаете од кого можете буквално да добиете некаква ситуација, односно болест. Туберкулозата е вратена во Јапонија. И тоа ме доста мотивира да размислувам што би се случило кај нас. Кај нас сепак ситуацијата во однос барем до сега, колку што сум јас информирана, иако во овој временски период видов дека постојат такви движења, почитувам секој начин на размислување, можам да кажам свое размислување како лекар и педијатриското здружение, како и детската клиника кои стојат за ова и сметам дека сепак треба да останеме барем на основниот календар за вакцинирање, бидејќи бев сведок пред да одам во Соединетите Американски држави на пертусис. Тоа е голема кашлица. Детенце 5-месечно кое добива голема кашлица и кое заврши на механичка вентилација. Да не заборавиме, вие добро знаете, мојот матичен одел за интензивна, каде што завршуваат најстрашните случаи. До сега немаме рапортирано дете кое завршило летално или со навистина пострашни последици
освен ова детенце кое не било вакцинирано од пертусис, а заврши поради таа голема кашлица со такво едно продуктивно кашлање, моравме да го смириме целиот организам, да го ставиме на вештачко дишење за да го лекуваме ова кое практично и сме заборавиле да го лекуваме во минатото. Една од поентите во твојата колумна, Сашо, е дека всушност еден македонски граѓанин кој ќе се обиде да дознае состав на вакцините кои што ги примаат неговите деца, таа информација не е достапна. Ме интересира, докторке, дали се чува како тајна тој состав на вакцините? Кажете, користел тајни информации во својата колумна. Зошто? Ако тој состав можам и отворено да полемизирам околу тоа, јас и донесов од CDC, бидејќи вие знаете мојот партнер практично и во работата, тоа е колегата биотехнолог од Соединетите американски држави Клеј Батемор, и со него заедно вадевме баш тајни информации во кои сакавме да го дознаеме. Составот на вакцините тоа е јавен, можете сегде да го дознаете. Мислам дека и бирото на лекови. Но јас како име, презиме и никој ништо во ова општество без функција се јавам кај мојот матичен педијатар или во детската клиника кај вас или на вашиот оддел. Должен е. Тоа сметам дека треба и можеби тука и доаѓаат одредени вакви, да речем, недоумици кои се јавуваат бидејќи во дел можеби од непознавање или од несакање да ви ги предочат сите работи што може да се случат, а се должни. Тоа треба да го направат и сметам дека секој родител е должен да знае што става на своето дете. Јас тоа секогаш го правам. Сашо, дали вие сте се обиделе да добиете информација за... Значи вака, во секоја вакцина има од прилика од 80 до 150 различни состојки кои што се ставаат од протеински соединенија, патогени кои што се конкретно кои што се користат за конкретната болест, други патогени кои што одат уз него, разни емулгатори, катализатори, пуфри, тие други разни соединенија. Така да има еден податок дека големите компании кога прават договори со органот кој што треба да им дозволи на одредени вакцини, дали ќе бидат обележани како нештетни, ќе им се дозволи да бидат употребувани, дека во нивните договори воопшто компаниите исклучиво бараат да не бидат прашувани за комплетно за целата листа на состојки кои што ја употребуваат во вакцините. Или пак, доколку органот кој што треба тоа да го дозволи, знае, апсолутно нема никакво право и дозвола од компаниите да ги достави податоците до крајните корисници. И ова е така, ова е точен податок многу. Следна работа, конкретно кај нас, значи, во фондот на здравство, еве, јас сум пробал и со педијатар, во фондот на здравство, ако отидете, јас налетав на 3 различни луѓе, на 3 различни, така да кажам, административни соби. Едниот не знаеше зашто му зборувам воопшто, вториот ме гледаше како некој параноичен лудак кој што го прашува нешто, а третиот ја сведе целата работа на некоја, што знам, политичка провокација. Тоа ми се случи мене. Четврта работа, кога пред неколку месеци ја вакцинирав третото дете, пошто сме условени да ги вакцинираме за да добиеме накнада за трето дете, значи тоа е еден од условите, што е дискутабилно, меѓутоа за тоа во некоја друга прилика. Кога ја вакцинираше, се извинете, не знам точно која вакцина беше, меѓутоа она го стави шишенцето што го искористи во металниот сад, јас го земав додека она ја ставаше втората вакцина и го стави во джеп празното шишенце. Белгискиот производителот го изгуглав, значи само што го изгуглав на интернет, покажа дека има преку 30 приватни тужби на родители кои што 2 недели после вбризгување, мислам дека беше вакцина против мали сипаници, заушки и рубиола. 2 недели после... Колку месеци на 15 месеци таа што се дава? 15 месеци било бебе. Па да, сега не знам, керкава е на вистина, пошто 3 деца тоа се вакцинира и не знам. Не на 15 месеци. Таа е за ММР. Како? Таа е вие за морбили рубеола и таа што е доста контрадиктивна. Добро, не си. Преку 30 приватни тужби за родители кај кои што се јавил 2 недели после убризгувањето на вакцината, се јавил регресивен аутизам со инфекција на црева, мислам, која што не потекна од некоја диареја или користење на не знам каква храна или настинка, кај што се работи за големи пореметувања нели на системот и за големи пореметувања во митохондриите, нели, поради кои што се намалило
така да кажам, некој начин производството на енергија и кај што паднала буквално енергијата која што меѓуклеточната размена, нели, која што се развива, тоест внатреклеточната размена која што се одвива во самиот мозок, што довело до некој крах на системот. Значи ова го утврдил, ова конкретно го утврдил уште 97 слични случаи има кај што човекот го изгуби прво лиценцата, тој е познатиот доктор Вајклифт во Британија, кој што после успеа да си ја поврати лиценцата, кој што исто така докажа дека со вакцините, ММР е тамо вакцината од трета генерација, значи ДНК вакцини, кај што буквално се зема секвенца од некој животински вид, кое што се вбризгува во ДНК, значи во ДНК кое што се наоѓа во јадрото и кај што буквално преку нашата ДНК, не знам, вие секако знаете, докторке, има способност да инкорпорира туѓа ДНК доколку нели е слична. Она конкретно што е генетички модификувана, таа секвенцирана ДНК, има способност да, тоа се вика инкорпорацијата сама на ДНК се вика интернализа и фактички со тоа директно се менува кодот на самата ДНК на примателот. Значи кога ќе внесете вие две шифри, таа ако го инкорпорира тој код, она веќе со тек на време почнува да го чита, значи самата нејзина шифра се менува. Што исто така доаѓа и до промена, нели, доколку се вметне, нели, конкретно во митохондриската ДНК, доколку успее да го инкорпорира, се менува комплетната слика внатрешна. Знаеме дека митохондриите се батериите фактички на клетката. Така да тоа Вајклиф успеа да го докаже уште 97 година, се најде на огромен удар и тоа замислете на медиумите кои што се директно собственост на Руперт Мардок, значи од Sunday Times и сите тамо 15-20 колку ги има. Прашањето беше од каде сега он се најде токму на удар, токму баш на тие медиуми, на Руперт Мардок. А целата работа е што Руперт Мардок, кога веќе кажа докторката дека Америка, нели, не знам колку биле имуни на корупција, мито, не знам, педиатриските асоциации и така натаму, само да ви кажам дека еден од луѓето кој што има финансирано во Светската здравствена организација и чии што финанси, значи што, нели, дел од негови финансии функционира работата на таа организација. А знаеме дека таа организација за многу работи го дава својот последен збор. Така да јас имам тука една режијата го дадов, тоа е еден прашалник. Не знам, режија, дали ме слушате? Можеме да видиме режим? Да, еве го гледам. Лекарска гаранција за сигурност на вакцините. Значи, јас вака ќе речам, овој прашалник да го земе секој пациент кој што сака да кој што не сака да ги вакцинира или не е битно, кој што ќе оди кај педијатар со намера да го вакцинира или не своето дете, и нека го даде овој прашалник на било кој педијатар да го пополни и да го потпише и да се заведе на нотар. Ниеден наш педијатар тоа нема да го направи. А ќе видите и зошто. Ќе ве молам, ова можете после да ги видите и сите прашања, ќе ве молам, дајте ги сите сега состојки кои што ги содржат од прилика вакцините, тие што се малце поопасните. Не знам сега дали можеме сега да прочитаме. Вака имате алуминиум хидроксид, имате алуминиум фосфат, тоа е метал, имате алуминиум сулфат, имате, не знам, животински ткива, свинска крв, значи тоа се култури од свинска крв, од конјска крв, од зајачки мозок, од мајмунски бубрек, од кучешки бубрек, пилешки ембриони култури, кокошкино јајце или јајце од патка, телешки серуми, не знам, не можам да прочитам сега од тука, фетален говедски серум, формалдехиди, формалини, мислам, знаете какви отрови се тоа, желатин, хидролизиран желатин кој што е страшно алерген. Опасен алерген е хидролизираниот желатин, тоа треба да се знае. Значи, само да продолжам, глицерол, диплоидни, не знам, човечки клетки, хидролизиран, еве го, хидролизираниот желатин подоле, живини соединенија од тимерасол. Само да ви кажам, тимерасолот во вакцината за заушки, мала сипаница е застапен, беше со 48,9%. Кога одредени научници, нели, педиатри се побунија што е употребен тимерасолот во вакцините заради неговата, нели, природа, а он обично оди заедно со алуминиум фосфатот, тоа се, нели, и живата, тоа се многу тешки метали,
кога значи 49% жива има во него. Кога се побунија одредени нели научници од тие научни кругови признати, што направија фармацевските компании? Рекоа добро, окей, тимерасолот ние ќе го тргнеме. Наместо него ставија натриум темерфосфат и 2-феноксиетилен, кои што практично немаа 49% жива, ама имаа само 43,7% жива. Вашата идеја е да комплетно да се игнорира современата медицина, бидејќи ние секојдневно доаѓаме во контакт со различни лекови за различни потреби. Ние секако не можеме да ги знаеме сите состојки, особено ако некој нема врска со медицина и никогаш во животот не се разбирал тоа како јасно. Апсолутно не. Апсолутно не, затоа што може многу лесно да потпадне во параноја. Апсолутно не, значи она што го има направено медицината за овие, не знам, последниве 100 години, да кажеме, да не одиме потака, можеме и потака да одиме, е навистина фасцинантно и без таа медицина веројатно човечкиот живот нели ќе беше како во средниот век негде 43-4 години. Меѓутоа овде не се работи за напад на лекарите и на медицината. Овде се работи за напад на бизнис прегата на медиумите, фармацевските компании и моќните политички елити кои што се корумпирани од тие фармацевски компании, кои што прават отстапки, ги земаат нивните вакцини или лекови или храна или ова или она или генетички модифицирани зрна, семиња и така натаму и мораат да ги продаваат на своите територии, мораат да ги продаваат, а за сметка на тоа ни добиваат други политички бенефиции, поени, попуштања, така натаму. Како има ли научни студии кои што ја негираат врската меѓу вакцинацијата и аутизам, автоимуни болести, кронова болест, улцеративен колит и така натаму. Овие болести кои што се во пораст. И гледам сите овие работи и го слушам господинот. Убаво сте прочитале тоа и ви се воодушевувам и верувам дека сте имале причина зашто тоа го правите, меѓутоа не се сите тие во една вакцина, секоја од вакцините. Значи тука прво се атенуираат. Значи не се патогени, туку се атенуираат вирусите, односно бактериите, за да се дадат атенуирани. Иначе ако дадете вие жива, односно ако ја дадете таа практично ако го дадете жив и таа бактерија тој вирус ќе предизвикате директно болест. Значи идејата е да го носите имунитетот, а да не предизвика болест, бидејќи самата таа болест може да значи фатални последици по пациентот. Прво. Второ, на сето тоа што се одгледува, имам и јас доволно прочитано на оваа тема, иако сум педијатар, лекар и се бавам со, да речеме, евентуално компликациите од вакцините и мојата стручност кон тоа што значи практично вакцинирањето, можам да ви кажам дека алуминиумот како таков, ако земете во мајчиното млеко, го има многу поголеми концентрации отколку алуминиумот што се става во вакцините. Зошто тогаш ни треба да се става од надвор? Значи, ова е фактор кој влие да го промовира имунолошкиот механизам заедно со детоксицираниот дел од вакцината. Добро. Значи се врзува со вакцината и практично го стимулира имуниот систем и тоа е во извонредно ниски количини дози. Тоа го читав токму вчера, апропо на ова, затоа што алуминиумот, знам, предизвика доста полемики во оваа средина, слушајќи го тоа и од надвор додека бев. Меѓутоа, да знаете дека и коментарот со моите колеги баш во Јапонија беше на оваа тема. Алуминиумот го има во breast milk, ми рекоа. Сите тие деца што цицаа практично, тоа е најприродната работа, го имат алуминиумот и во мајчиното млеко. Да, докторке, ама тама е по природен пат. Меѓутоа, кога тој истиот алуминиум фосфат или живата ќе дое во контакт со состојки кои што немаат врска со човековиот организам, значи не му се природно у таа форма, какви што они ги наоѓаат или ги рекомбинираат или не знам ги модификуваат генетички или не знам како. Кога ќе дојдат со такви состојки во контакт и кога таков ќе се внесе во организмот, знаете до што доаѓа. Во организмот во оној момент кој ќе внесете вакцината со патогените, отровите, само да ви го кажам ова, отровите од типот на скваленот. Скваленот кој ќе го внесете во организмот, го има во речиси сите вакцини. Функцијата на скваленот е да го потикне брза реакција на организмот, имуна реакција на организмот, брза. Значи што побрзо, што побрзо да го активира. Меѓутоа што се случува? Кога ќе се активира организмот, нели, те клетките убици така натаму. Кога ќе почнат да делуваат, тие одма го убиваат, го препознаваат отровот сквален и тие го убиваат него. После тоа удираат на патогенот кој што е уфрлен против одредена нели болест, го уфрлаат. Меѓутоа работата е што кога ќе они ги решат отровите и патогените, затоа што штом се внесе вакцината, тие се раздвојуваат отровите и овие патогените, вирусите, бактериите. Значи штом ги уништат отровите, прво отровите ги препознаваат као скваленот. Штом ги уништат нив, фактички организмот е веќе истоштен
за да се справи со вирусите и бактериите, фактички со оние вистински патогени, кои што може да се инкорпорираат во ДНК-та на клетките и автоматски да ја зараза, да ја инфецираат, да ја го сменат генетскиот код или не знам како сега, зависи за кои вакцини нели станува муавет. Работата е што, значи како што реков, значи кој ќе ги уништи организмот, прво скваленот, кој ќе го уништи, или и другите патогени, да кажеме, ќе ги нападне. Тој после тоа не се исклучува одма. Значи, ја се ги уништи во лошите дечки и јас се одма се исклучувам пошто нема лоши дечки. Не! Тој продолжува да удира на останатите здрави состоки, клетки, ткива и така натаму, продолжува да работи. Значи, тука нема доказ, значи не постои доказ, ни една студија дека у истиот момент имунолошкиот одговор на организмот се исклучува, кој ќе заврши со овие. И тука настапуваат големи проблеми исто така. Каков е квалитетот на вакцините во Македонија? Значи вака, пропо на ова морам да ви одговорам. Значи, прво за схваленот зборувате за луминот се излачува за 24 часове. Молам, затоа што циркулацијата во организмот, продуцирањето на сите клетки кои исто така влијаат на се што ќе го препознаат како непознато, делува и самиот организам го излачува и го исфрла. Значи сигурно не останува. Станува збор за тоа дека не застанува одговорот имунолошки на организмот. Да, тогаш значи дека сите деца треба да бидат аутистични. Од една страна, односно сите деца треба да имаат некакви си ефекти од вакцините или да имаат некакви негативни нус појави, а немаат. Нема, точно Прво, нема. Второ, дали знаете која е причината за малигните болести кај децата кои немаат врска со вакцини? Генетика. Да не ја заборавиме генетиката. Сите носиме генетски потенцијал. Студијата што ја прочитав јас, моето дете живее во Лондон и баш ми ја прати последната студија што е правена, која тотално го исклучува аутизмот, бидејќи највеќе тој оној кој што предизвикува полемика сега, автоматски апропо ММР вакцината. Правени се аутизмот, врската на аутизмот со ММР вакцината. Значи 1988 година е воведена таа вакцина во Велика Британија, а студијата е правена и анализирани се децата од 87, значи пред 10 години и по 10 години. Дефинитивно аутизмот има своја генетска предиспозиција. Се појавува во периодот кога вие го препознавате она што се вика аутистик-лайк синдром, на однесување на детето кој не одговара на она кој што треба да одговара, во период кога токму се поклопува со давањето на оваа ММР вакцина. Тоа сите студии го докажа, ги имам сите материјали со себе. Значи, дефинитивно постои една комуникација, односно период на зависност од давањето на вакцината и моментот кога вие препознавате дека нешто со детето не е во ред. Меѓутоа, тоа се токму само една коинциденција и ништо повеќе од тоа. Дефинитивно студиите, сите студии, double blind студии се правени. Значи, на оние кои што знаат дека ги испитуваат за аутизам и кај деца кои што биле веќе дефинирани како аутистични. И се гледал периодот на појавување на тие несакани реакции кај децата. Факт е дека спомнавте, постои исто така во однос на гастроинтестиналниот тракт одредени исто инфламаторни процеси кои знаат да го стимулираат вакцините и затоа ОПВ-то, односно оралната полиовакцина е заменета веќе со интравенската полиовакцина. Видени се овие токсични ефекти и веќе се правени екстракции на овие дел и најголем дел скоро екстрахирани се направени така наречени пречистени вакцини во кои сите овие токсични продукти, бидејќи сигурно се рапортирани случаи на несакани ефекти од вакцините и порано, не е ова сега толку актуелно, и видено е сепак медицината прави напори да може да ги екстрахира овие за кои зборувате и за кои би се сложила дека би направила одреден проблем кај децата со генетска предиспозиција и се ставени, односно направени попречистени вакцини кои не би требало да прават негативни ефекти. Дали е и точно верувајте ми дека тоа е така, зашто јас го имам искуството со тие пречистени вакцини највеќе. Доктор Софијанова, дали е точно дека само за децата, за мојкниците во Македонија се достапни тие пречистени вакцини? Видите вака, јас сум многу искрен човек. И јас дојдов овде искрено да зборувам и да кажам дека ако нешто во медицината треба да се поштува, тоа е дајте да го спречиме отколку да го лечиме. Токму тоа го прават вакцините. Значи, ако ме прашате во однос на вакцинирањето, едно нешто кое што ќе спречи да се вратат животно загрозувачки болести од типот на инвалидитет, полиомиелит, кои, не знам дали слушате, Светска здравствена организација веќе рапортира дека има аутбрейкс на полиомиелит, што значи дека може и ние да се вратиме повторно на една ера кога имавме деца со полиомиелит, односно веќе деца со кои ќе останат инвалиди. Меѓутоа,
Вашето прашање дали моќниците Поливалентните зашто ги нема за сите достапни? Прочистените вакцини. Прочистените вакцини се веќе достапни во цела сите земји на Европската унија, да не зборуваме за Соединетите американски држави, останатите развиени земји. Тоа мислам дека треба да влезе во идната година во буџетот на државата и да се одвојат средства за тоа. Апсолутно стојам за таа работа. Колку проценти од вкупните вакцини се поливалентни? За колку значи, кај нас на клиника се даваат тие, и тие ги даваме особено затоа што алуминиумот и останатите овие состојци, особено кај децата кои што се раѓаат пред време и со одредени критични состојби на самото раѓање, имаат можност и акцептибилност да изреагираат на овие состојци, и кај тие деца ги даваме овие вакцини. Да. И тие имаме точно список, мала количина. Ги даваме, има список на тие деца. Јас сум во таа комисија и практично јас и прва влегов во таа кампања практично да ги се повеќе и повеќе промовирам, бидејќи работам на одел за интензивна и сум лечела деца од 500 грама, кој сигурно заслужува најдобро. Мојата улога и одговорност пред оваа држава е прво и основно безбедноста на секое дете и сигурноста на секое дете. И ова кој ќе го кажам пред јавноста, да знам дека стојам јас, мојата лекарска фила и педиатриското здружение и сите лекари. И не дека тоа мислам дека ова не е штетно или штетно да полемизираме. Се согласувам со дел од оваа полемика и затоа сум да се воведат сите оние пречистени, така наречени вака народски кажано вакцини, во кои контраефектот на вакцината ќе биде сведен на минимум. И морам да ви кажам дека навистина немаме видено никаков контраефект. Многу повеќе се зборува за тоа отколку што реално продуктот од самото вакцинирање како такво ќе донесе доколку него вакцинирате утре. Значи, ако треба да дојдете со да лекуваме овакви болести против кои што се даваат вакцините, тогаш верувајте ми, цената е 1000 пати поскапа, а животот е неповратлив. Притисокот на родителите треба да биде значи кон вашето матично министерство за да се обезбедат прочистени вакцини за сите. Заедно со мене. Да. Заедно со мене. Стојам за тоа. А не за бојкот на вакцинирањето. Апсолутно. Ако ми дозволите, само сакав да направам една паралела со една статистика која што пред малку можев да ја видам. Во Европската унија, значи 27-те држави на Европската унија плюс Исланд и Норвешка. Од режија може да го видиме и слайдот. Во половина од нив вакцинирањето на децата до 14 годишна возраст е задолжително, но во другата половина вакцинирањето е по препорака на државата. Она што е интересно е што во тие држави во кои што вакцинирањето е по препорака на државата, процентот на родители кои ги вакцинираат децата е преку 80%. Доколку тоа е една од работите што родителите во Македонија ја бара, значи да не се задолжителни вакцините, доколку тоа биде случај во Македонија. Дали можеме да очекуваме вакав висок процент на одзив за вакцинирање? Бидејќи таму сепак е оставено на совеста и на проценката на родителите. Се што е обligatoорно кај нас има контраефект. Јас имам таков некој впечаток. Значи, колку повеќе терате некого да го прави, тоа предизвикува контраефект. Отпор. И отпор, сигурно. И верувам дека тоа е така, зашто гледате, мојот став е многу отворен и реален. Јас во принцип кога би се седнала вака да се разговара, бидејќи јас не речем имам толку многу пациенти и верувајте ми дека пред некој ден и коментирав, мене ми е жал што дури сум директор кога мојата улога е пред се педијатар. Јас сакам да го работам. Мојата работа е интензивна, тоа е најголемото благодет што можев да го правам и со моите 10 прсти, бидејќи тука се работи за живот и смрт на дете. И јас знам како изгледало кога сме ваделе пнеумококни, да речам, бактерии на дете кој било интубирано и ставено на машина. Тој кој не го видел, тоа не може да го зборува. И сето друго паѓа во вода. Докторке. Значи, пнеумококната вакцина која исто така е една од вакцините која треба да се проведе во нашава држава и која ќе ги штити децата од горно-респираторни инфекции, вие не знаете колку ќе го заштити колективниот имунитет и децата во градинки нема да ви се толку често болни, што е и мој став за сето тоа. И мислам дека е многу паметно ако може и тоа да се додаде вон од овие облигаторни што се дите перпертусис, мислам дите пер во првата година, полио, инфлуенца и така натаму и така натаму. Докторке, значи, уште еднаш ќе кажам, никој не ја доведува под прашање вашата стручност и вашата хуманост. Значи, воопшто не ја доведува под прашање. Меѓутоа, на 10 ваши студии од не знам кои престижни институти, универзитети, верувате, ја ќе ви извадам уште 10 кои што ги на некој начин ги неутрализираат или се контра нив. Тоа е една работа. Втора работа, едно прашање вака ќе ви поставам. Дали според вас свинскиот грип кој што беше пред 4-5 години беше реалност во Македонија? Ќе ви одговорам одма. Во Јапонија
Во Македонија бе Во прашано, Јапонија дали ми беше кажа дека реалност? било токму дел од фармацевтските компании кои го направија како Точно тако. така. Пред 3 Држам за години, тоа. пред 3 години, значи во Америка, Тоа нема врска со ова сега. само да ви кажам на кој принцип се работи. Пред 3 години во Америка на суд, значи беше тужена Светската здравствена организација дека создала фама дека постои епидемија на свински грип за компаниите кои што вложуваат во незиното постоење, кои што ги држат оние луѓе за кои што ја зборев, за да можат да ги продаваат своите препарати, своите вакцини низ светот. И тоа падна на суд, тоа е реалност. Ја одма ви кажав. Македонија беше една од земјите, Македонија беше една од земјите која купи со Амин на Фондот за здравство, мислам 150.000 вакцини, ако добро се сеќавам. 80.000 беа останаа неискористени. А реална не беше заканата у Македонија за свински грип, тоа го знам и од мои пријатели кои што се доктори, кои што у приватен муабет ќе ти кажа дека тоа нема врска. Објаснете ми, кој искористи од тоа? Значи, оној момент кој ќе одговориме на прашањето кој имаше бенефит од таа работа, ќе свати, мислам сите ќе сватиме зашто уствари нели некој како мене или луѓето како мене кога зборуваат на оваа тема, не зборуваат против докторите, зборуваат токму за овие работи. Трета работа. Докторката Софијанова спомна, вика, тоа е начинот на кој што работи Светската здравствена организација. Спомна, вика, немаше тука вакцини, малце се намали, спласна потребата, се јави отпор за вакцинација и одма Светската здравствена ја спомна, вика, форсираше фама дека има аутбрек на полиомиелитис. Сега е тоа актуелно. Да, сега е, добро сега. Тоа е шаблонот, формулата по која што работи Светската здравствена организација, почнувајќи од аспартамот, 70-та година, која побара и тоа падна на суд, мислам, она изгуби на суд, која бараше да се лажираат веќе готовите студии дека аспартамот е штетен. Значи, она најде луѓето кои што ги напиша, ги потплати, истите тие големи умови, кои што беа непоткупливи, ги потплати, да ги ревидираат своите студии, да го дозволат аспартамот, да после 10-15 години излезе дека тие фактички својот труд го лажирал. Или некои други кои што им било дозволено да се вплеткаат во трудот, па да го видоизменат. Сега само морам да ве прекинам, одма да ви кажам една работа. Значи, станува збор за свински грип за некоја одма ви дадов одговор и полиомиелит кој го знаеме. Значи, тоа е нешто што е новина, ново, и за кој нема да коментирам, и за кој го видовте мојот став, и полиомиелит кој го знаеме. Значи, веќе ова што се алармира било нешто што го познаваме и знаеме како настанува таа болест и како вистински се реализира и докажана е. Значи, за полиомиелитот имаме докази дека беше нешто сосема друго. Во однос на овие работи за кои ги зборуваме, сепак треба да ви кажам дека за она за кое што јас се борам, тоа е токму за овие страшни болести, вклучително и свинскиот грип, повеќе или помалку има лек и најдовме лек за тоа. Така да може и да се лекуваме. Овие за кои веќе сепак постои она класично вакцинирање кое трае веќе 200 години во светот воопшто, тоа се овие првичните вакцини за кои зборуваме. Сепак мислам дека се многу пострашни, животно загрозувачки, се реални. Извинете, само зборувавме за свински грип, јас мислев за птичи грип дека спомнав, ако може лапсус му направил. Ја мислев на птичи грип. Горец, се разбравме за веднаш. За птичи грип беа вакцините во Македонија. Да, сега сконтав ако сум рекол погрешно свински грип. Нешто што е сега од пред 2 години, 3 години, не го зборуваме за ова што е со години вистински проверувано, правено и во кое на вистина сме виделе 40 години не немаме видено полиомиелит како изгледа. Страво да не се врати, ако сметате дека тоа е причина за да сега ние пак ги враќаме вакцините, ако тоа ви е идејата, мислам дека за ова веќе имаме дефинитивно докази дека не сме виделе одавна полиомиелит, бидејќи вакцината навистина си го направи своето. И дури добивме награди и ние како држава и воопшто овој цел регион, дека го нема тој процент на деца кои порано сме ги гледале со колички. Знаете ли што значи тоа? Точно. Меѓутоа, знаете ли што е големиот проблем тука? Преска и вие го спомнавте тоа. Кој ќе заболи од рак, кој нема да заболи, значи сите не заболуваат од канцер. Како што сите не заболуваат од полиомиелитис. Како што сите деца што ќе примат една иста вакцина, нема сите да добијат аутизам, да заболат од аутизам или не знам од која друга болест или од нешто трето. Меѓутоа, што со оние деца кои благодарение исклучиво како последица на таа вакцина заболеле, а биле здрави прави? Значи, дозволете, тука е морате целиот да носите муабет. генетска предиспозиција за тоа.
Затоа велат не се сите исто подеднакво болни. Значи генетската предиспозиција е многу важна. Аутизмот е утврден дека е генетска предиспозиција. Можда некогаш вакцината ќе биде тригер фактор. Меѓутоа кога тогаш ако не на 15 месеци ќе се видело детето дека ќе покаже аутистично однесување на 20 месеци, на 25. Така да ви кажам, значи да не ја мешаме генетиката и предиспозицијата. Генетиката и предиспозицијата е една работа. Вакцинирањето може некогаш да биде тригер, ама ако си носите генетика, тоа е тоа. Исто како и за ракот. Што е со вакцини во третава генерација? Тие се фактички се ДНК вакцини, генетички значи модификувани. Објаснив вчера на кој принцип тие работа. Значи тие може да го сменат природниот код на ДНК на примателот. Значи шифрата ја сменуваат. За третата генерација, за ДНК вакцините. Па сега има една четврта на која што работа, тоа се нановакцини. Кои се тие? Ние ги немаме ни овие прочистени, значи, ние ги не, сакам да ви кажам, народот ставиме сега во размислување, па уште и за нано ние не сме стигнале до секонд втора генерација. Значи да не збориме дека тоа што е генетскиот материјал и она што е природната склоност, дека е тоа така од Бога дадено, нели, во наводници, дека тоа си така. Не, сега со современата медицина и наука тоа може да се менува. И тоа сите го знаеме. Да не заборавите и многу болести кои се лекуваат. А дали генетската предодреденост може да се утврди пред вакцинирањето? Може. Значи можеби тоа е решение. Имате генетска предиспозиција да бидат утврдени за одредени болести пред вакцинирањето. За аутизам тоа се утврдува. Да. Ама вие не можете секогаш да ги предпоставите промените што ќе настанат во јадрото под дејство на овие. Не може да се предпостават тие. Едно ќе ви кажам, ако дете со аутизам кој ќе покаже аутизам понатаму, сепак постои нешто што добар педијатар, ако го следи детето од самиот почеток, за кој јас се борам сега да ги вратам педијатрите, тие да го следат детето, а не обичните лекари, односно, да речам, општите лекари, односно фамилна медицина. Сепак детето припаѓа на педијатарот и тоа е мојата голема заложба сега. Затоа што сепак осетот за детето, особено до 3 годишна возраст, не е иска како кај возрасен. Ние не сме исто како и кај возрастните. Детето не е возрасен во мало. И кога ќе се почувствува дека постои некоја промена во неговото однесување, доволно е насмевката. Кај аутистичните деца насмевката е различна. Верувајте ми, се почувствува тоа веднаш. Сум имала случај. Значи јас сум 20 години го работела ова што сум сега на функција, заборавете го, мојата реална работа е работата со децата. Го имам осетено тоа кога некое дете го осеќам дека не е како што треба. Односно дека нешто се случува на кое сум должна да му кажам на родителот. Не сме и ние сите лекаристи. Можеби понекогаш тој пропуск ќе доведе понатаму до некои други работи. Меѓутоа сметам дека ако ви се следи детето добро и ако ви е во добри раце дадено, кај што верувате на вашиот лекар, па макар тој биде ваш пријател, ама му верувате, многу работи можат и различно да течат. А не веднаш да се стави, еве, лекарот не го препозна тоа, ја доби вакцина и после доби аутизам. Законска можност да се потпише изјава дека родителот на своја одговорност не сака да го вакцинира своето дете, денеска има и точно има родители. Зошто вие и понатаму и покрај овие аргументи ги вакцинирате своите деца? Не се чувствувам, нели баш во моментов волен да одговорам на ова прашање. Значи јас преска тоа го начнав кое прашање, затоа што едноставно на некој начин сме уценети од, например, за да добивате надокнада за трето дете, да, вас ви бараат тамо вакцинација и тоа е една од причините, а за останатото зошто јас морам да го прифатам тоа е, нели, се веќе прашање на нешто друго, нели, некои екзистенцијални состојби мои лични и така натаму и така натаму. Доколку не е задолжително, не би ги вакцинирал, затоа што секој организам, без разлика што рече докторката и што е точно, што се сузбиени многу болести, што е намалени, што се намалена појавата на многу болести и така натака, сепак проблемот е со вакцинацијата што не дозволува што го заобиколува природниот пат по кој што треба да се избори организмот. Значи не нужно децата ќе бидат, нели, заболени од ова или она болест од полио или не знам што, и дека треба, ако веќе се работи, треба да се работи токму на тоа. Како да се
крене нивото на здравјето, а без употреба токму на овие вакцини, и тоа има луѓе кои што го работат, кои што нели го прават тоа. Еве само еден банален пример ќе ви дам, сега ми текна вака информациите ми доаѓаат. На пример, последните 10 години, 15 во Србија годишно процентот, тоест бројката на заболени од аутизам е крената од 500 на 2000. Во Македонија е исто фрапантно крената, јас тоа многу добро го знам од прва рака, еден мој многу добар пријател е прв, мислам, експерт за аутизам во Македонија. Исто го знам тоа многу добро дека е така. Во Америка е 25.000 заболени од аутизам годишно, кој што е кренато за по пута, значи помножено со 3,5 или помножено со 4 ако сакате. За тоа мора да има некоја причина. Од тука повеќето доктори, како господинот Вајклиф што 97 нели успеа да ги добие големите компании и медиумите кои што го нападнаа, докажа дека токму тоа го направила ММР вакцината. И ние можеме да збориме колку што сакаме, нели? Меѓутоа треба на вистина македонското општество, нашето општество да се на некој начин малце повеќе да се алармира. Мислам дека, не знам, оваа можеби е ретка од емисиите кои што се правеле на оваа тема у Македонија последниве години. Јас пратам телевизија, мислам дека ако можеби 3 дали има до сега направено вака на оваа тема. Значи, докторката почитувана во моментов, не навлегувам, значи сите знаат дека е добар стручњак, дека е голем стручњак и така натаму. Меѓутоа, имаме проблем за комуникација во моментов. Затоа што сепак е она во моментов функцијата што ја извршува во превод е човек од системот. Значи, на некој начин не можеме априори за овој муабет што го имаме сега тука да имаме доверба дека не дека ќе се занимава докторката Софијанова со инсинуации или со лажни информации, дотурање и така натаму. Меѓутоа, точно, да, не навлегувам во тоа. Меѓутоа, сепак сакам да кажам дека е човек од системот. Сосема друга работа е, можеби сега вие требаше да викнете неколку луѓе кои што ги има во Македонија, кои што се од оваа бранша, значи кои што се лекари, кои што се занимаваат со одредени болести, кои што се нели специјалисти за аутизам, за не знам што, за полио, за ван, за тамо, и така да ги сочите мислењата и за во иднина тоа да се прави. Доколку нели имаат морален доблест тие што ќе бидат повикани, комплетно отворено да зборат за таа тема, како што прават со мене муабет кога ќе се седнеме во 4 или во 6 очи. Се плашат ли докторите да зборуваат малку поотворено и поискрено, јавно? Секој за себе може да зборува. Јас сега зборувам за себе и мислам дека народот така треба да ги цени работите, зашто на крајот на криштата сите сме различни. И меѓу нас докторите сме, и во вашата фила сте сите различни, така да тоа сепак е се сведува на крај сватив индивидуално. Меѓутоа, сепак морам да ви кажам, аутизмот има повеќе форми, повеќе видови. Порано можеби не се зборувало или дел од тие такви работи се ставале во ментално, да речам, вака или вака, не сакам да се изразувам за одредени состојби кои што биле класифицирани, така да тоа не е новина сега, толку многу како што сега толку се придава значај, морам да ви кажам, бидејќи работам јас сепак во педиатријата, а и потекнувам од семејство каде што наназад сме ги гледале децата кои имале вакви аутистик-лайк ситуации. Значи, аутистик-лайк ситуации се сведени точно, поврзани се и со исхрана, поврзани и со новиот систем на живење, али ако ви кажам дека новиот систем на живење доведе до зголемен процент на предремено, децата не се раѓаат во 9-тиот месец, се раѓаат во 7-тиот месец, да ви кажам, и тоа многу повеќе отколку порано, че се сменја многу работи. Така да аутизмот само е еден дел од промените глобални кои настанаа во животниот стил на живење кој што го живееме сега. И уште е нешто, ако едно од најздравите држави, пошто аудирате гледам и на здрави исхрана која ја почитувам, а сега имав прилика во Јапонија да ја видам. Дали знаете што е најчеста болест во Јапонија? А живеат најздраво. Диабет. А знаете дека е поврзано со исхраната. Како тоа ќе го објасните? Значи има некои работи кои во медицината, особено јас што ги сватив и кои исто ме зачудија, значи диабет во Јапонија број 1 болест. И таа исто поврзана со и тоа кај децата, number 1. И тоа бев на конференцијата. Ама па затоа немаат болести на крвни садови, немаат друго. Тоа име па значи без разлика дали е диабетот е сепак нешто што е поврзано со исхраната и не смееме да го забораваме. Значи гледате, некои од работите не се баш така. Сепак треба човек да седне и да размислува од повеќе страни и се согласувам дека исхраната е многу важна. Јас се соочувам секој ден со фамилии, гледам како го живеат животот. Тие што почитуваат и навистина може да имаат и добро воспитани деца, тоа е една компилација од повеќе работи, здравата средина и здравото семејство се изгуби веќе тоа тотално и сегде во светот, па и кај нас.
да се размислиме дека многу од причините за новиве така наречени ситуации што ги кажувате, вклучувајќи го аутизмот, не се толку нови колку што се последица на комплетно променет животен стил, а не на вакцините. И затоа мислам дека сепак би сакала само да завршам, нема да коментирам за новите вакцини многу, но ќе коментирам за овој календар за вакцинирање, особено до првите 2 години кој е облигаторен и кој би ги замолила целата јавност сепак да имате едно поштување и да остават на нас лекарите кои сметам дека треба да застанеме и треба да го повикате председателот на педиатриско здружение да ви биде исто гостин, бидејќи ова навистина благодарам што вака успеавме да седнеме, да разговараме, да размениме искуства на таа тема, каде ќе може сепак во името на сите матични педиатри да застане со став. Зашто ние ако немаме став, како ќе не почитуваат родители? Чи вашиот став тоа сакав да го кажам, многу е смешно цела оваа ситуација. Што доаѓам јас овдека или вие мене ме викнавте и јас да зборувам за вакцините и за евентуално лошите последици кои што произлегуваат од нив нуспојави и така натаму и така натаму. Значи, пак ја се повторам преска што реков. Каде е докторската фила, луѓето кои што се должни да бидат овде да седат на моје место и да зборуваат на оваа тема, ама да зборуваат отворено на оваа тема. Затоа што кога ќе застанете пред педијатар како родител и кој ќе прво го омекнете малку со трик прашања, колку да створите некоја пријателска атмосфера комуникација, па за да му го поставите прашањата, да му ги поставите што сакате, вие и така омекнат ќе сватите дека до некаде на вистина не знае што го прашувате или не знае да ви одговори комплетно на прашањето, а од втора страна се чувствува тоа интуитивно, барем ние уметниците или некој од нас го има таа интуиција развиено, интуитивно го чувствувате неговиот страв да зборува затоа што работи во здравствена организација која што е под капата на држава, едноставно се плаши да збори. Јас тоа сум го осетил. Може да имате право, ама јас ич немам страв. Одма да ви кажам. Значи многу ќе ми биде драго да ми бидете пациенти. Повелете секогаш. Не дај Боже, сигурно. За убаво па макар ако треба и за совет. Затоа што јас и ден денес го знаат моите вработени и дури делот од администрацијата останува за попладне. Јас сум прво лекар и ќе останам. И прво сум педијатар и тоа го коментиравме со нив пред да дојдам тука, бидејќи ми недостасува сега додека работам административна работа. Сметам дека ова им треба на луѓето. Доктор Софијанова, Сашо, ви благодариме што бевте дел од оваа емисија. Беше интересно, немавме многу можност да поставиме прашања, но неважно е дека разрешивме нешто од дилемите. Ви благодариме што сте. Пријатно.